некои препораки кои што би ни помогнале да немаме проблем со запек или обстипација. Генерално важно е да имаме внесна вода. Значи, запекот во суштина се случува заради тоа што храната во текот на своето движење низ цревата ја губи водата постојано, таа се абсорбира и на крај доаѓаме во ситуација кога имаме сува една материја која што не можеме да ја изфрлиме, да се изразам вака поотворено од организмот. Заради тоа е важно да имаме внес барем 2 литра до 3, ако можеме, зависно од капацитетите, тежината, висината кој што има човекот, машко, женско и така натака. Значи големи количини вода треба да се внесуваат кои што ќе помогнат столицата да се стабилизира. Втора работа, исхраната треба да биде соодветна во смисла на прием на соодветни растителни влакна. Овоше, зеленчук, 300-400 грама во ден, различно сезонско, по можност свежо овоше. Не зборуваме ние за варени сега овоше, па кој ќе уништиме и зеленчуци кој ќе уништиме вредноста на храната. Интегрални житарици кои што ќе ни помогнат да се стабилизира нашето варење. Внесна пробиотици подолг период. Значи нема никаква штета да се користат месец дена и повеќе соодветни пробиотици да ја стабилизираат микрофлората. Често пати заради несоодветна микрофлора ние доаѓаме во ситуација да имаме запек. И да не заборавиме дека треба да се движиме. Значи лесно движење секој може да го направи, зборувам сега за човек кој што е во подвижна состојба. Значи 30 на минути на ден ќе помогнат тој метаболизам да се активира и пробиотиците ќе активираат метаболизмот, меѓутоа и движењето ќе го направи тоа. Тоа се некои основни, да речам, совети. Нормално има терапија. Ако сето ова не помага или не може, ако не помага, имаме соодветна терапија, почнувајќи од осмотски лаксативи од тип на лактулоза и така натака, преку природни некои чаеви и слично што се користат, што делуваат по хемиски пат, сена и слично, па се до производи кои што фармацевски ќе се внесат наменски за да дојде до, да речам, прочистување на организмот.